Југослав Тренчевски денеска имате едно тестирање на една нова опрема која што Академија Пандев ја набави во функција на соодветно следење на фудбалерите. Може ли накратко да ни кажете за каква опрема станува збор, што ќе користи за вас како клуб овај Така, значи секоја современа направа која што е потребна за доразвивање на фудбалерите, на перформансите на фудбалерите, ние се обидуваме да ја набавиме. Имаме позитивни искуства од тоа што го следевме неколку тренажни процеси во неколку клубови во Италија. И ние по тој повод ја набавивме, значи, таа опрема GPXC, кој што е всушност мониторинг на целата сработена работа на одреден атлет, односно на одреден фудбалер во текот на еден тренажен процес или во текот на еден надпревар. Во однос на перформансите на самиот уред, можем да кажем дека тоа е еден вид на GPS во кој што се следи, значи, целата потрошена метаболичка енергија, значи, на самиот организам, значи во кој режим работи, дали работи во аеробни услови, во анаеробни, лактатни и така натаму. Исто така се следат перформансите на потрошената енергија, односно на претрчаните метри во секунда, значи забрзувањето на потрошената енергија за успорување, за деакцелерација, значи на самиот спортист и уште неколку многу други, значи, перформанси кои што директно се внесуваат во датабазата и ги имаме во следење во живо, значи, на самиот тренажен процес или на самиот надпревар. Што значи сето тоа поеластично? Значи ли тоа дека ќе имате увид како се еден тренажен процес, како функционира еден атлет, еден фудбалер, за да може утре други ден после анализа да се коригираат одредени? Баш тоа, значи, самиот тренажен процес ќе биде целосно мониториран. Ние до сега имавме мониторинг единствено на срцевата фреквенција. Меѓутоа, со овој апарат веќе имаме мониторирање и на самата потрошена енергија. Сето тоа ни дава податоци за акутниот и за хроничниот замор на самиот фудбалер. И самиот апарат ни ја дава информацијата дали тој фудбалер потрошил доволна енергија, дали потрошил прекумерна енергија, и врз основа на тој податок ние самите треба да ги креираме нашите тренинг сеанси и да одлучиме дали тој истиот фудбалер е подготвен за следниот надпревар и односно колку е подготвен за следниот надпревар. Значи, овде станува збор дефинитивно за наука. Луѓето од Италија доста имат разработено ова програма, таа е нова, произведена е 2012 година. Ние го користиме, го земавме, значи, за употреба промоделот. Имаме 24 GPS уреди во кои што ќе се следат сите 20, ќе се мониторираат сите 24 фудбалери во еден пат. Значи ли тоа дека на овој начин со ваквата инвестиција градите фудбалери за европска сцена? Се обитуваме, значи, да ги пратиме сите модерни трендови и да ја следиме науката. Јас сум убеден дека во иднина ќе создадеме фудбалери. Тоа е само еден дел од целиот мозаик кој што треба да се состави, меѓутоа е секако една поидовна точка која што ќе ни дава понатамошни перформанси. Да завршам со тоа дека во самата датабаза ние ќе го имаме искуството со одработените фудбалери и за секој нареден фудбалер, односно за секоја следна генерација, ние ќе имаме веќе податоци и ќе знаеме како да ја ажурираме, односно како да ја спремаме програмата за секоја следна генерација.